А дали враќањето на груби во Македонија може да предизвика нови политички потреси во редовите на опозицијата? Катерина Нешкова во овие вести. Да, така е. Маријан вечерва во тема на денот беше гостин токму лидерот на СДСМ Венко Филипче и тој говореше на оваа тема. Вели дека нема зошто да се плаши опозицијата од груби, напротив, начинот на кој што груби пристигна во државата беше уапсен и сега пратен на куќен притвор. За него покажува дека всушност постои спрега помеѓу судството, обвинителството и власта и при тоа вели дека тоа уште повеќе ќе ја намали довербата во правосудни органи. Инаку Филипче уште и говори за тоа дека постои спрега дури и помеѓу МВР и АНБ со овој случај. Неговата изјава ја слушаме во продолжение. Се појави бегалец кој што е на листа, луѓе кои ги бараат во држава, се појави елегантно, мирно, смирено, со наочари, со насмевка, му ставија лисици луѓе кои што претходно беа дојдени полицајци, не полицајците кои што се работат на граничниот на премин, имаше камера кој што тоа сето го снимаше. Единствено нешто што недостасуваше беше црвен килим. Може би подоцна низ судскиот процес може да се случи нешто што може би Артан Груби го знае, би го кажал и затоа велам дали СДСМ, па и ДУИ може би треба да се плаши враќањето на Артан Груби. Еве да ви кажам многу јасно и гласно да знаат гледачите, да знаат граѓаните. Кој што има нека каже. Кој го прекршил законот, нека се одговара. Од кој да е политичка партија. Ама вакви монтирани и договорени политички дилови не носат верба во судскиот систем. Дополнително е губат граѓаните. Излезе соопштение од обвинителството дека пуштањето во домашен притвор е по интервенција и по сугестија на Агенцијата за национална безбедност и МВР. Па излезе директорот на затворот кој што каже дека ниту АНБ, ниту МВР, кои што се директно контролирани од премиерот, дошле и направиле проценка. Значи, тоа не се случило. Значи, тие помеѓу себе почнаа да си пукаат политички не во нога, во гради и во глава. Тоа не го сакаат граѓаните. Така да договор очигледно е дека има. Да, тоа беше Филипче, во меѓувреме стигна и реакција од ВМРО ДПМН, од таму велат дека што се однесува до темата груби, видливо е од месечината дека Филипче е уплашен, особено тоа што груби, оттакот на секој криминал на Заев и Филипче, може да каже не само за нив двајца, туку и за Оливер Спасовски, Миле Зечевиќ и редица други криминогени структури, велат од партијата на Христијан Мицкоски, додавајќи дека што се однесува до мешањето во судството, Венко Филипче и Зоран Заев се архитектите на најголемите упади политички прогони во независна Македонија. Да, Кате, Филипче денеска во тема на денот најави нов партиски конгрес, по оној одржан пред нецел месец, за што станува збор? Да, така е, зборуваше Филипче и за партиските прилики и за тоа што и се случува на опозицијата. Најави во мај нов партиски конгрес во кој што тема ќе биде новата програма на СДСМ со која што оваа партија ќе излезе на наредните парламентарни избори. Еве и оваа изјава на Филипче. Јас таа ситуација во партијата затегнав. Вратите ги отворив, сите се добредојдени, правиме еден силен тим, веќе е конструиран, делот на комисиите, ќе излеземе во месец мај, на крајот на мај ќе имаме програмски конгрес, кој што ќе ги презентираме нашите политики, кои што сме спремни да ги имплементираме во интерес на граѓаните после изборите, кога и да се одржат, а мислам дека ќе бидат предвремени, поради тоа што во оваа тешка финансиска криза владата нема да може да издржи да ја води државата така како што сака. Ако бидат превремени, ќе затекнат неподготвени пак. Па добро, гледайте, јас сметам дека граѓаните не се наивни и дека нема да може да бидат прелажени повтор пат. Да, благодарам Катерина Нешкова во овие вести.